Со измами во документацијата за продажба на дрва, фирма од Долно Јаболчиште успеала да заработи над 18.000 евра. Друштвото за трговија Шпенди компани во текот на годинава запишувало различни податоци за пресечените и продадени огревни дрва. Двајцата одговорни во фирмата до Државниот инспекторат за шуми испраќале документи со лажни информации. Во службената евиденција што ја водат, односно испратници со кои се задолжени од Државниот инспекторат за шумарство и водостопанство, на првиот примерок кој е за странката впишувале стварната количина на дрва за огрев која ја продаваат, додека на останатите примероци кои се наменети за книговодството наведувале количини од 1 до 2 метри кубни, со што во службената исправа внесувале невистините податоци, се со намера да одбегнат плаќање на данок и други придонеси за кои се обврзани со закон, како и да ја прикријат сторената кражба на дрва. Поради ваквото противзаконско работење, двајцата управители и фирмата заработија 4 кривични пријави. Се товарат за злоупотреба на службената положба, даночно затајување, фалсификување исправа и кражба на дрва. Велешката полиција откри уште една измама со дрва за огрев. Осумина кавадаречки шумари вработени во јавното предпријатие Бор сечеле огревни дрва, ги продавале, а не воделе никаква евиденција. Со ваквото работење направиле штета од над 7.000 евра. Криминалот го реализирале во шумските единици Кожув 2 и Клиново 2. Во текот на минатата година, во својство на службени лица во јавното предпријатие, со пропуштање на должен надзор или несовесно постапување во вршењето на своите овластувања и должности, тие предизвикале финансиски кусок во работењето на шумско-стопанската единица. Сите осумина заработија кривични пријави од полицијата, се сомничат за несовесно работење во службата. Родителите на децата од основното училиште Блаже Конески и нивните наставници денеска заеднички на крводарителска акција по 9 пат во помош на оние на кои им е потребна скапоцената течност. Од училиштето вела дека се пионери во оваа активност. Само овде има ваква крводарителска акција. Првичната цел на надлежните е преку личниот пример од родителите и наставниците децата да се научат на хумани вредности. Крводарувањето е потегнато од нас, вработените, значи голем број од вработените даруваат крв, се приклучија родителите, а учениците доаѓаат да ги видат своите родители и своите наставници како тоа го прават за да во иднина станат тие крводарители. Денешниот одзив за крводарителската акција е добар. До пладне се собраа 30 крвни единици. Екипите од Републичкиот завод за трансфузиологија велат дека се задоволни. Акцијата тече без никакви проблеми. Кесите со крв кои ќе се даруваат, подоцна ќе се распределат во оние клиники каде пациентите имаат најмногу потреба. До сега немавме никаков проблем со никој од дарителите. Тие се повеќе кратни дарители знаат како треба се подготват за крводарителска акција. Треба да се добро најадени, добро отспиени, во добра здравствена состојба, така да кај повеќе кратни дарители нема никаков проблем. Сите крводарители кои денеска се одзваа на акцијата добија маренда и благодарница за учество. Пет дена поред Велешани вдишувале загаден воздух. Ова го покажуваат резултатите од анализата на Центарот за управување со кризи. Во неделниот извештај се наведува дека од 12 до 17 декември мерната станица во градот регистрирала зголемено присуство на суспендирани честички во воздухот. Така, од минатиот петок до овој вторник, секој ден била надмината границата од 50 микрограми на метар кубен. PM10 суспендираните честички најголема вредност достигнале во деновите од викендот. Во саботата на метар кубен воздух евидентирани се 2 пати повеќе од дозволената граница или над 150 микрограми, додека во неделата мерните инструменти покажале вредност од близу 140 микрограми. Квалитетот на амбиенталниот воздух се следи преку интернет страницата на Министерството за животна средина. Секој час се објавуваат податоци за присуството на суспендирани честички во воздухот, како и на вредности за останатите загадувачки супстанции. Се следи концентрацијата на јаглерод моноксид, озон и сулфур диоксид. Тие се постојано далеку под максималните вредности.
Инаку, според податоците објавени на интернет страницата на Министерството за животна средина, денеска воздухот во Велес има средна загаденост со суспендирани честички. Нема големо раздвижување на берзата на трудот. Според последните официјални податоци кои ги објави Агенцијата за вработување, во градот има слободни 64 работни места. 12 фирми имаат потреба од ангажирање на работници. Продавач е работното место за кое има најголема понуда. 5 фирми вработуваат вкупно 9 лица. Заварувачи, бравари, фасадери, работници на производствена линија, сметководители, правници. Ова се дел од профилите за кои во моментов има можност за вработување. Просечната плата која во најголем дел од случаите се нуди изнесува околу 9000 денари. Исклучок е огласот за вработување на машински инженер. За едно слободно место на неопределено работно време, само во прва смена, се нуди почетна плата од 20.000 денари. Инаку според последните податоци, во Велес има 3631 невработено лице како активни баратели на работа. Пасивните се за уште 1000 повеќе.